ден пред започнување на пописот, јас се подвеков од позиција заменик председател на комисија. Значи, учествував долго време во цел тој период на подготвителни активности, некаде 18 седници цело време беа одржани по 5-6 сата работење на Централна пописна комисија. Ден пред тоа видовме дека состојбите не се воопшто подготвени и јас само укажав дека влегуваме во една операција сложена, апсолутно неподготвени во многу нешта. Прво не беше подготвено политичката доверба и политичката волја меѓу тие што го драфтира и го донесува законот. Затоа што јас имав и интерактивна улога во тој дел, дневна консултација во однос на многу одредби кои што на некој начин на политичка основа беа ставени во самиот закон. И по таа основа се виде дека буквално имаме издвоени ставови во самата Централна изборна комисија и замислите како тоа издвоеност после одеше во таа вертикала па се до теренот. Кога се повлеков, кажав само таа реченица и можеби некој овде и од медиумите се присутни, затворив уста, ја обично зборам многу, затворив уста и реков се додека влегува и почнува процесот, нема ниту една изјава да дадам. И стварно така, затоа што бев убеден што значи во тоа време дури да дадеш некоја изјава која не толку контаминиран беше политички процесот што знаев дека ќе пропадне. Дури не бев оптимист дека ќе стигне до 9-тиот ден на пописување на терен. Мислав дека некаде првите 3-4 дена ќе се осознаваат состојбите и ќе се прекине. Нажалост со тоа. Значи јас не почнав од прашањето кое што Бојан ми го постави, на тоа ќе дојдем. Второто ми го одговори. Да, знаем. Знаем дека тоа ти беше второ, но јас сакав да се куртулим прво од тоа. Да ми е полесно во второто, бидејќи во второто навистина многу лесно се може да се одговори. На некој начин мислам дека господин Герасимовски тоа и го кажа. Имено, видите, до кога заправо ова операција е многу сложена и политичка. Се до тогаш мислам дека системот, правно-политичкиот систем се определува на основа на статистички бројки. Ако е едно право, генерално политичко, уставно право е дефинирано на основа на некои бројки, и замислите колку е тоа сензитивно прашање. Еве јас ќе ви кажам некои податоци, например. Знаете градот Скопје, учеството на етничката заедница на албанците со која разлика е? Помалу од 1%. Ми се чини 0,3 или 0,4 ако не се лажам. Па знаете колкава мала грешка ви треба да го срушите тој систем за надминување на 20%, бидејќи ние сме права на основа на 20% етничка заедница. Ниту јас имам мандат да се грижам за ова прашање, меѓутоа знаев што ќе се случи. И поради тоа укажувавме од првиот ден. Ако го прочитате убаво законот, во законот има 2-3 одредби, генерално, кои што се на некој начин го создават тој простор за да секој пат при примена на законот има стварна интерпретација. И секој го чита членот, различно го толкува. Тоа време отидов кај лидерот на албанската партија на власт, неколку пати. И му викам, читај го законот. Го читаме со правници, врвни тоа, на страна стручњаци. Како ќе се примени? И се сеќате на неговите изјави на терен. Изјавуваше дека да, ќе биде запишано и тоа население, и така натаму, и така натаму. Цело време. И сега, како јас ќе влегувам во една операција да неговата обврска, кој што тој ја има пред се политичка, да се префрли во наши леѓа. А тој заправо бараше на некој начин авторитет и луѓе кои што на некој начин ќе го земат таа обврска и тој утре ќе прави. Па видите, тие знаат да критикуваат, ама беа тамо. Тие го направија тоа. А мислите дека толку зелени ќе испаднеме во тој процес. И затоа до последен момент тоа беше спорно, до последен момент интерпретациите беа најразлични, значи кога интерпретира, условно кажано, представници на македонската етничка заедница има една интерпретација, кога правеа тоа албанска етничка заедница друга интерпретација. Што чекате од тоа? Мислите дека навистина на терен ќе се реализира попис
кој што ќе биде прифатен од двете страни. Впрочем, ние имавме таков попис. Добро се сеќаат, претпоставувам тука господин Карасимовски, најдобро го знае. Ние имавме таков попис во 92 година. Пропадна ли? Затоа што изфрлуваше 2,5% албанци на статистички резултат, конечен. Така ли е? Потоа се правеше 1994 година. Значи, ние го видовме еднаш тоа. Не ќе беше добро да се тоа повторуваше во 2002 исто, затоа што навистина ќе беше многу лошо. Поготово кога имавме и други такви определби во политички управниот систем. Од друга страна, ако се гледа која е довербата на институциите, па меѓусебната политичка доверба. Имавме тогаш комуникации дневно со представниците на Евростат, кои што на некој начин беа фасилитейтер, поддржувачи, подпомагачи, како сака, олеснувачи на процесот. И цело време и тие укажува на тоа дека најголема опасност е недоверба кон институциите. Па која доверба, ве молам, кога во Државниот завод за статистика во тие тела стручно-технички кои ќе ги обработеа податоците, ниту едно тело од 8 нив не беше раководено од албанец. Која е таа доверба, ве молам? Дури тоа време беше Државниот завод за статистика може би намерно година тена пред тоа без заменик директор на институцијата. Мислите дека тогаш ќе има доверба граѓаните во таа институција? Значи, не е важно крајот на краиштата кој попишува, кој бројува на крајот на краиштата. И знаеме ние како таа операција се одвива. Инаку, јас сакам да дојдам до ова второто, меѓутоа 1, 2, 3 податоци кои што ја би ве прашал само, дали има Македонија во овој контекст? Дали има Македонија капацитет тогаш да спроведе попис во со ваква политичка гарнитура и политичка волја, мислам не. Што би и ден денеска тоа би било залудно, затоа ви кажувам, немојте со ваков притисок од јавноста. Значи, не е ова добро да се прави ваков притисок попис веднаш. Па ќе ги натерате да влегуваат пак во една операција која ќе кошта, и тогаш да ве коригирам, не беа потрошени 14 милиони евра, беа издвоени 14 милиони евра. Колку беа потрошени, не знаеме ни ние. Јас барав ден пред да влегуваме во операција, меѓутоа сигурен сум дека не беа потрошени. Може би и пола не. Но не е тоа најбитно. Значи, и тоа покажува колкава е подготвеност. Бидејќи ако немате отчетност, ако немате транспарентност, замислите по вакви работи немате отчетност. Па ќе имате отчетност да исфрлување на бројките на крај. Па толку беа неодговорни луѓе и неодговорни раководители на таа институција која е надлежна за таа работа и ден денеска се тие. Затоа што ја држа таква структура на институцијата на некој начин се подалеку од другите учесници. Замислите во комисијата за информатичка обработка на податоците, ниту еден член албанец внатре. Од 13 члена нивни. Што тоа значи? Значи ли тоа доверба? Значи ли доверба во законот двајца попишувачи обавезно? Зашто? Вториот ќе го чува првиот. Или само ќе го следи? Ма каде ќе го следи? Во Валандово не иде другиот да го следи. Ќе бидат двајца од иста етничка заедница, затоа што тоа покажавме. Кога ги формиравме комисиите, не одеа. Мислам дека овие работи беа тоа време и напишани и образложени на писмено, затоа што јас не сакав да бидам изложен и перцепирам од јавноста како на некој начин спречител на една многу важна и потребна операција, која што преди се мене лично ми треба и на сите институции кои јас и припаѓам. Значи, ние сме осакатени луѓе. Еве, јас ќе ви кажам некои можеме на кратко и на бројките, да. Користив во неможност да имаме други податоци, јас ги користив бројките кои што беа само неколку дена дадени по повод екстерното тестирање на учениците. И користив тие 3 дена да работат моите асистенти да донлодираат, затоа што знаев дека многу брзо ќе ги симнуваат после бројките. И ги симнаа за 2 дена. Јас ги користав податоците од генерацијата 2000-2004, значи од 4-то оделение до 8-то оделение, само во Тетово една бројка ќе ви кажам, од 6492 ученици на овие генерации, албанци беа 80,2%. А гледате во статистика колку ви реферираат за тоа работа. Значи, ова е еден од алтернативните
пресметки, да не речам пребројување, ова не е пребројување, ова е чиста пресметка. Ама кога немаш пребројување, тогаш ќе се засноваш на нешто. И низа вакви податоци кои што покажуваат на една тенденција и тренд на популациона политика. Тезата последно време, може би и затоа се прекина пописот, ја не сакам да преюдицирам политички калкулации, меѓутоа може би заради тоа и се направи. Цело време после тоа се нафрлуваше тезата дека дајте македонци, раѓајте, инаку пропаднавме. На некој начин паѓа популацијата и растот на етничката албанска заедница е на штета, на жало што можам и вака да се изразам, на македонска етничка заедница. Теза која апсолутно не држи, историски, статистички, 50-60 години назад, ќе ви кажам бројки дека тоа не држи воопшто, барем процентуално. Ако се основаме на попис 53 година, тогаш македонци биле 66,5% во етничка структура, а албанци 13,5%, турци 15,3%. И замислите, 50 години по тоа, значи 2002, македонци 64,2, значи само 1,3 намалување за 60 години, за 50 години. Албанци дуплирана е на 25,17, меѓутоа кај турската заедница 5 пати е намалено. Зашто? Дел може би 50-тите на 60-тите години иселување, делимично. Меѓутоа дел од освеснување на, би рекол, национално освеснување на албанците. И многу мина од турци, денес кога гледате тетово гостива, се декларираат албанци. Зашто е тоа така? Како е? Тоа е друга причина. Некој друг демограф треба да го анализира. Не моја работа. Меѓутоа, не е тачно тезата дека расте учеството на албанската заедница на сметка, би рекол, на македонската заедница. Уопште не е тоа тачно.